Беше тоа исполнет ден со секакви убавени, од кои едни со други се надополнува без притисоци. Сонцето си беше налутено некако, додека облаците беа извиорени напред. Се осеќаше размена помеѓу тие нијанси, кои знаеа да бидат повпечатливи за нас двајцата, од каде ја црпевме инспирацијата за долга и неуморлива љубов, каде писокот од ветриштата се беше уморил, се сокрил во азата на тишината и чекаше прилика да не почнеше од кога ќе се прегрневме, ќе се придадовме целосно во светот на таа голема љубов, од која ќе останеше само по некоја искра, која ќе се потуркаше во текот на целиот ден, па и во ноќта, каде ќе продолжеше тој циркус што го презентира душиве наши, кога ќе почувствувавме луда страст, која знаеше да кулминира постојано и не можевме да ја спречиме, да ја оттргнеме од нашите тела, па да си отиде во својата прва положба, па само да царуваше прегратката. Во тој ден отидовме покрај реката, каде грмушките и полжутените лисја од гранките ни подадоа рака, за да почнеме да се чувствуваме сигурно во таа свила од природната кора, која ни правеше така место, за да не можеме да ја одолееме, не можевме да се посветиме на тие допири. Тајните од тоа место можеби ги знаеа тие пловци од чамците, кои понекојаш мора и тие да се придружат на таа убавина, да го вкусат тој мирис што се беше истурил на тој природен килим, каде глетката не престануваше да созрева ли созрева и да се наметне на тие бои, кои само можат да го прослават светот со таа негова величенственост, можат и на нас влюбените да ни го продолжат здивот, кога бакнежите се во опуштена димензија, кога постепено одат во таа приредена изложба, која ја придава возбудата наеднаш, а очите го крадат она најубавото, кога отпосле ќе си се подготват, од кога ќе се расчисти влажноста од устниве, ќе избие некаква смирена пауза, која од сосема друг агол ќе го даде шумот на некое старо дрвце, кој било сведок на многу значајни тајни, од кои најподготвените души во љубовта ги знаеле напамет, затоа што тие мигови биле само еднаш поставени во нивните средби и сето она највпечатливо го искажале. Љубовта дава друга страна од незината област, која ја осетиш такво место, каде стисокот со рацете кажува се, тогаш и кратката роса дава внимание кое треба да биде упатено кон небото, дрвјата со незините гранки и реката на која ќе поодат лебеди или рибари, кои ќе половат по некоја риба. Така сето тоа ќе ја продолжи лозата на една посебна љубов.